Добро утро! И ово утро ќе ви покажеме неколку јога вежби, кои што верувам ќе може успешно да ги направите и вие. Овие вежби утрово ќе ни ги покажат Ирена и Антонија. Првата вежба е за загревање на нозете. Арда Падмасан, ги спојуваме нозете, десната нога ја свиваме и стапалото го поставуваме високо на надколеницата. Сега правиме движење со ногата горе-долу. Ја притискаме ногата кон подот, па полека ја подигнуваме. Ова движење може да го направиме повеќе пати, секогаш настојувајќи да одиме колку што може пониско кон подот. И додека го правиме ова движење, внимаваме да не го изфорсираме коленото, ниту ножниот зглоб. Одиме секогаш до граница на пријатна издржлива болка. Доволно. Ја спуштаме сега ногата долу, стапалото го поставуваме од внатрешната страна на надколеницата, рацете на нозете и полека се спуштаме со градниот кош и со лицето надолу. Во оваа положба ја држиме петата и колку што може го отпуштаме грбот, испружената нога, настојуваме да ослободиме болката, вкучанитоста. Доволно се подигнуваме нагоре. И истото го повторуваме со другата нога. Повторно поставуваме ногата високо, стапалото високо на надколеницата, горе-долу. И според принципите на јогиското вежбање се вклучува и дишењето. При секое спуштање надолу издишуваме, при подигнувањата вдишуваме. Издишуваме надолу, вдишуваме кон горе. Кога на ваков начин вежбаме, кога дишењето е усогласено со движењата, самото вежбање станува покомотно и попријатно. Доволно. Ногата спуштаме долу и полека одиме кон напред од половината, колку што може кон напред, пониско кон ногата, за да постигнеме едно поинтензивно затегнување на ногата, на целиот рабет и отпуштаме каде што чувствуваме затегнување и болка. Доволно, полека се подигнуваме, го исправаме грбот, ја ослободуваме ногата и полека легнуваме. Легнуваме долу и се спремаме за следната вежба, која што се нарекува штипалка или пашчиматанасан. Ги спојуваме нозете и рацете ги носиме високо нагоре, палците ги фаќаме еден со друг, рацете се протегнати и од тука почнуваме со движење прво на рацете. Ги подигнуваме нагоре. Движењето е постепено, континуирано. Во оваа фаза ги гледаме рацете како се движат, потоа и главата подигнуваме и грбот. Рацете ги спуштаме на нозете и повторно се протегнуваме од половината кон напред. Ова едно интензивно затегнување во кое што се потикнува и се подигнува енергијата во телото. Исто така се протегнува интензивно целата задна мускулатура на телото и се врши интензивен притисок на стомакот, со што сите внатрешни органи добиваат еден позитивен ефект, се зголемува циркулацијата во нив и се подобрува нивната функција. Во оваа положба може да останеме и подолго, а кога завршуваме, повторно рацете ги ставаме на нозете горе и почнуваме да се спуштаме назад. Почнуваме да се враќаме. Постепено е движењето. Грбот влече назад.
Рацете ги повлекува прво половината, па грбот на подот. Го контролираме движењето додека рацете не дојдат долу на под и влегуваме во положба за релаксација. Нозете ги раздалечуваме, рацете покрај телото, малку се одмараме, после ова интензивно истегнување, го смируваме целото тело, дишењето.